Грипот ја зеде и петтата жртва. 14-годишно девојче почина на клиниката за инфективни болести. Девојчето починало пред една недела, а случајот за смртта здравствените власти го обелоденија денеска. Девојчето било лекувано една недела на одделот за интензивна нега, но и покрај напорите на лекарите, грипот ја искомплицирал состојбата. Се работи за пациент од Охрид со претходна клиничка ситуација, односно има пациентот имал церебрална парализа, еден од оние хронични заболувања кои што се предуслов за потешки форми на грип. Кај пациентката е изолиран АХ1 типот на грип и поради тешка масивна пневмонија и после долго битка со болеста, за жал пациентката починала. Уште десетина други лица со грип се во тешка здравствена состојба и се лекуваат на скопските клиники. За една недела над 3000 граѓани побарале лекарска помош како резултат на грипот. Најмногу заболени има во Скопје. 70% од пациентите кои што имаат слика слична на грип се всушност болни од грип или со други збори се уште е активен вирусот и покрај топлото време. Значи, за да го процениме ризикот каков ќе биде во следните недели, мораме да ги почекаме сега и овие резултати кои што ќе ги имаме во четврток. И сега за сега се уште очекуваме да имаме ризики од понатамошни случаи кои што може да завршат со тешка клиничка слика, па дури и смрт, бидејќи оваа година посебно е активен вирусот и дава тешки последици. Епидемиолозите предупредуваат дека грипот брзо се шири и потенцираат дека хронично болните лица и повозрастните лица се во ризична категорија на лица и за нив најдобра заштита е вакцината. Минатата недела почина исто така 12-годишно дете со церебрална парализа од компликации од грипот.